Едноставно, инвестицијата во дуалното образование е инвестиција во реалниот сектор и можност од една страна компаниите да учествуваат во креирање на потребниот кадар, што е посебно важно за развојот на економијата. Какви профили на работници им се потребни на локалните работодавачи и расте ли бројот на компании кои што се приклучуваат на иницијативата и кампањата која што известно време ја реализира Министерството за образование во соработка со Стопанската комора и кој е бенефитот од дуалното образование? Впрочем, ово утро разговараме со Наташа Јаневска од Стопанската комора на Македонија. Господја Јаневска, темата и колешката Сузана даде свој виден вовед, еве и ние. Оно што е важно да го кажеме на самиот почеток дека теоретското знаење е многу важно, но исто така е многу важна и праксата за полесно учениците по завршувањето на образовниот процес да може да се пуштат во пазарот на трудот. Токму учи паметно да работи стручно е фокусирана на овие цели. Благодарам што ме поканивте во утринската програма. Со задоволство зборувам кога треба и кога станува збор за образованието. Точно ние заедно со Министерството за образование спроведовме една кампања Учи паметно, работни стручно. Поддршката беше од самиот проект Образование за вработување и многу е значено што оваа кампања има повеќе цели. Една страна за прв пат после толку години имаме социјален диалог, каде што од една страна се високообразовните, односно образовните институции, а од друга страна е бизнис заедницата, но и локалната самоуправа. Добро е што повеќе образованието и самиот бизнис сектор не се одвоени паралелни света, туку на една заедничка маса преку оваа кампања успеавме да ги кажеме нашите реални потреби како бизнис заедница, а од друга страна образованието кое што долго време беше нефлексибилно, не одговараше на потребите на самата бизнис заедница, почнува да се отвора и почнува да одговара на потребите на бизнис заедницата. Со тоа можеме да создадеме една релевантност и рамнотежа помеѓу потребите од една страна на пазарот на трудот и од друга страна она што се нуди низ образовните процеси. Имаме креирање на релативно уписна политика, но истовремено направивме и можност за модернизирање на програмите според потребите на локално и на регионално ниво. Расте ли бројот на компаниите кои што сакаат да се вклучат во образовниот процес? Колкав е нивниот број досега и каква е соработката на приватниот сектор со стручните училишта? Со задоволство можам да кажам дека да, расте бројот на компаниите, затоа што компаниите сваќаат дека мора сите да бидеме во тој процес образовен вклучени, сите чинители, затоа што ако немаме синергија помеѓу двата сектора, тогаш не можеме да зборуваме за квалитетно образование, но и обезбедување на стручен кадар. Ако минатата година и предходните години имавме само 11 компании и тоа со активно вклучување на Стопанската комора, затоа што веќе од 2016 година заговараше дека дуалното образование е најдоброто образование и најефективно за побрзо да се стекне стручниот кадар. Веќе во минатата учебна година имаме 211 компании кои што беа вклучени во дуалното образование, што помогна нели самата кампања. А годинава излезе и конкурсот за следната новата учебна година 2022-2023 и имаме дополнително над 100 нови компании кои што се вклучија во процесот. Тоа е добро затоа што компаниите сваќаат дека учениците мора да имаат стручни вештини, затоа што теоријата без стручните вештини нема употреблива вредност. Конфуције неслучајно рекол дека самата теорија без пракса е неупотреблива, но од друга страна, ако имаме пак само пракса, немаме теорија, тогаш имаме, може да се случи некоја опасност, бидејќи знаењето е тоа кој што помага на праксата. Колкави се трошоците на компаниите и од друга страна, кој е бенефитот од едукацијата на учениците во приватниот сектор? Секогаш ги споредуваат трошоците со придобивките. Може би, ако зборуваме на краткорочен рок, тогаш може да кажеме дека трошоците се поголеми од придобивките. Но ако гледаме подолгорочно, тогаш придобивките се навистина поголеми. Кога ние правевме анализа со компаниите, 21% од компаниите ни одговорија дека трошоците и придобивките се
на исто ниво. Меѓутоа 33% од самите компании кажаа дека на долгорочен рок придобивките се многу поголеми. Трошоците, да, ги имаат компаниите со тоа што мора да имаат обучени ментори, мора да направат верификација на самата компанија за реализација на практична обука, мора да обезбедат определен надомест за учениците кои што влегуваат во самиот работен процес, нели преку практичната обука. Дополнително имате средства за заштита, безбедност при работа, мора да имаат опрема и се. Меѓутоа, од другата страна, ако ги погледнете придобивките на компаниите, тогаш самата компанија го подготвува кадарот според неговите потреби, за да може да продолжи понатаму. Понатаму имате развивање на специфични вештини потребни за компанијата. Имате развивање на трансверзални вештини, затоа што самиот ученик се запознава со целата организација на компанијата. Дополнително имаме развивање на способности кај учениците, како што се одговорност, почитување на предпоставените, што исто така е многу важно за привработувањето, нели, на самите во самата компанија. И најважно од се што компанијата знае дека има кадар, дека може понатаму да си предвидува нови инвестиции, дека нема да кубури за работна сила и дека нема потреба од дополнителни обуки кои што бараат нови финанси за да може да ги преквалификува невработените или учениците. Целта на проектот кој што го реализирате заедно со Министерството за образование е всушност компаниите да создадат кадар кој што ним им е потребен и е неопходен за поголем економски развој. Што вели искуството од терен? Какви се профили на работници најмногу им се потребни на локалните работодавачи во моментов? Па и самата кампања го покажа тоа, меѓутоа и анализите кои што на годишно ниво ги подготвува Стопанската комора за потребите од кадар, секогаш имаме потреба од оние мануелни вештини, односно пониско ниво на квалификации, бидејќи тие навистина се многу значени за работниот процес во самата компанија. Има потреба и со високообразовни квалификации, но поголема е потребата, значи, со пониско ниво на квалификации, како што се машинскиот техничар, градежниот техничар, енергетичарот, електричарот, браварот, заварувачот. Дополнително имаме потреба сега заради пандемијата, нели, од програмерите. Тоа се оние програмерски техничари кои што им помагаат, нели, за програмирање на одредени програми. Ние знаеме дека во самите компании имаме автоматизирани процеси, но некој мора да работи на тие автоматизирани процеси. Токму затоа има уште една квалификација која што е многу побарувана, тоа е операторите со CNC машини да знаат како да управуваат со процесите. И од ова можеме да заклучиме дека навистина стручното образование е основа за економскиот развој на една земја, но што вели повторно и искуството, атрактивно ли е стручното образование за младите изминативе години? Може би долго време постоеше она стигма дека стручното образование секогаш само за славите ученици, но полека како компаниите се вклучуваат и како даваат поголем придонес во целиот тој процес, мислам дека полека расте атрактивноста во стручното образование. Имаме промена во разните видови на квалификации, внесување на нови квалификации на барање на компаниите. Во програмите учествуваат самите компании кои што кажуваат кои им се потребите, со тоа внесуваат интересни, атрактивни вештини кои што ги привлекуваат младите. Дополнително кампањата помага за да може да имаме поголема атрактивност во стручното образование. Минатата година ние имавме и дигитален саем заради пандемијата, каде што ги презентиравме самите квалификации, новите квалификации, за да можат учениците да се запишат. И најважно од се почува да се размислува дека преку комората дека мораме да имаме и остручување, односно современување на стручните училишта. Ние како комора преку Коморскиот инвестициски форум успеавме да обезбедиме грант од 150.000 до 600.000 евра за оние конзорциуми, како што ги нарекуваме, на едно стручно училиште и на две компании, каде што парите ќе се употребат во вложување на опрема, работилници, лаборатории, но во училиштето. Со тоа го правиме поатрактивно, поинтересно, за да ги привлечеме младите. И морам како податок да кажам дека имаме од минатата година 6% покачување на ученици кои што се запишале во стручно образование. За да ги заинтригираме оние кои што размислуваат каде да се запишат учениците,
Нуди ли сигурност стручното образование? Кога размислуваме како и каде ќе го продолжиме образованието, прво размислуваме веројатно што би правеле во животот, од аспект на постојан ангажман, редовни и солидни приходи, можност за академска надградба. Го нуди ли тоа како опција стручното образование? Дефинитивно. Дефинитивно ви кажав, постоеше стигма дека стручното образование е само за послабите ученици, но работевме заедно со образовните институции да покажеме дека стручното образование во моментот е пасош за понатамошниот живот. Зошто? Затоа што ако вие го завршите стручното образование, добиете искуство, кое што вие ќе можете да се снајдете со тоа искуство во животот, а не животот да ве води вас, значи веднаш можете да се вработите по завршување на самиот образовен процес. Но од друга страна, што исто така важно, можете и да продолжите на високото образование. Доколку не сте задоволни или после известно време, може да си го завршите и високото образование, да си добиете повисока квалификација и со тоа да си имате две квалификации. Една која што може полесно да ви овозможи премин од училишната во работната средина и понатаму да се продолжите на високото. Се ближат уписите во средно училиште. Во неколку зборови, зошто да за средните стручни училишта? Веќе кажав, значи, со стручното образование имате пасош за животот, веднаш можете да се вработите, имате професии што имаат солидни плати и можете сами да си го креирате животот, односно да си работите тоа што го сакате. Благодарам за разговорот во утринската програма. Кажавме си што требаше веројатно да се знае кога се размислува на тема каде понатаму со образовниот процес. Оно што е исто така важно е уште еднаш да го повториме дека повеќе од 200 компании во нашата земја нудат можности за практична настава, што е многу важна кога станува збор за учеството на средношколците по завршувањето на образованието на пазарот на трудот. Суза?